Ти си готвал за крава. Да, Може да се каже. може да се каже. Битно е сосот да им се погоди, зашто во самиот сос е целиот вкус на нивната храна. И што направи ти на твој 4 години? Направив едно нешто најобично. Земав јајца, земав Забориш кобасици, ги испржив, не беше заборавен шпорето, затоа и бев добро искаран. Оваа епизода е поддржана од Манастирски локо, направен по традиционален рецепт. Ова е нова епизода на Гастроклуб. Во оваа епизода директно од Англија Игор Каспер Атанасов. Добре ни дојде. Добро е, најдов. Кажи ми, леташе од лева страна како пошто со англиски авион, така? Од овој пат од лева страна беше. Од лева леташе. Да. Шоферот си беше од десна. А Пилотот. Аха, пилотот Од десна, од десна беше. Да. Одлично. Кој е Каспер и зашто Каспер? Каспер. Зашто Каспер прво ќе ти кажам, после може да ми текне кој е Игор ствари. Каспер, спремавме еден коктел со еден колега за врвот на политичката сцена кај нас и се случи што ја го исеков прстот. И кога го исеков прстот, течеше толку крв што мораше да дојде доктор, нели, да среди тоа све. И кога се среди, ми рече излези од кујна, да те фати малце воздух, за да може, нели, после да продолжи, да не ми се слоши. После 5 минути излегува колегата надвор, ме видел дека сум побледал, не сум паднал во несвес, сум побледал и улевал натри и му кажал на докторот, излези колегава надвор, побледал целиот. И доаѓа докторот заедно со колегата и сега докторот ми вика што си се направил бел како Каспер. И толку требаше за да може да остане Каспер после како Каспер. Така. Да. Кога почнува твојата желба за готвењето? Како ти стана готвач? Јас станав готвач пред 22 години, кога се оженив од тогаш. Од кога се ожени? Да. Има нешто врска со жената или? Па може да се каже. Може да биде дека ме потикнала да бидам готвач, затоа што, знаеш, како млад брачен пар, дека се оженив на млади години, на 22 години, и сакаш нешто дома да спремиш, да изненадиш, или да спреми она да ме изненади, или обратно, не е проблем. Тогаш да спреми нешто ќе изгори, ќе направи. Нема да излезе како што треба. И почесто беше тоа што готвев ја. Така. И така почна. И што ги готвеше? Буквално све. Што сака дневно? Јаде буквално на све. Повеќе на вегетаријанско, не јаде многу месо, јаде месо, не е вегетаријанка, ама повеќе на зеленчук. Така. Ти сега си во Англија. Да. Дали може да ни кажеш малце за Англија, за кујната англиска, каде си таму сега? Како дојде ти во Англија? Англија. Пред да отидам во Англија, ја работев тука кај доктор Жан Митрев, шеф на кујната, и ме контактираше еден господин од Англија сакаше да отвори ресторан таму. Дојдам во Македонија, он е македонец, дојде тука, се видовме, се договоривме што како и отидов да видам местото, да видам, нели, каде би работел. Со тоа што кога отидов таму видов дека тие намирници што сме ги чекале тука со денови да ги добиеш, или си запалил кола, си отишол до Солун, си отишол до Софија да купиш, за да можеш да направиш, да спремиш некое специјално јадење, таму го имаше буквално на пазар. Беше достапно буквално све. И е достапно буквално све таму. Кога отидов таму, видов дека тоа се достапно и дека не е проблем за да можеш да работиш и да се докажеш. Мислејќи дека го знам јазикот, како сите мислам дека 50% од сите тука што се, мислат дека знаат англиски,
Кога отидов таму видов дека од тоа што сум го знал дека е буквално многу малце за да можеш да функционираш таму. Се потрудив, одев и на часови, гледав филмови, учев, читав, за да можам да функционирам таму. Тоа беше краток период, негде околу месец, месец и пол, за да можам да почнам да функционирам. Добив понуда после година дена. Работев во Сохо, во My Place Сохо се вика местото таму. Добро, што работиш? Тоа е готвач. Мислам, која позиција? Тоа е мало ресторанче, таму немаше позиција. Таму Сите имавме позиции. двајца во кујна и они се буквално све. Така. Двајца прва, двајца втора смена и они се буквално све. После се дојде уште еден, бев како одговорен таму, добив понуда да видов оглас поточно, видов оглас дека во Мишелин ресторан барат шеф да парти. Аплицирав, ме примија и после кога влегов таму, видов дека тоа е уствари хотелот со една Мишелин звезда што работи во склоп со палатата. Дека тоа е хотелот во склоп со палатата каде кралот, каде што му доаѓаат него гостите и они спијат буквално во тој хотел. Тука престојуваат. А и кралот јаде таму или? И кралот јаде таму. Значи ти си готвил за кралот. Да, Може да се каже. може да се каже, да. И што јадат обично? Јадат буквално све. Буквално све. Таму има екзекутив шеф, што е многу познат, шеф Шај, Така. шеф Шај Купер, така се презива. Он е англичанец со традиција од прадедо се готвачи. Колку е стресно да работиш во таква кујна, каде што готвишете за крал, сигурно некоја принцеза, принц. Стресно. Па има стрес, ама некако тој е некој позитивен стрес. Со самото тоа дека знаеш дека готвиш за некој што некогаш само си го гледал на телевизија и си мислел дека никогаш не можеш да отидеш таму. На почетокот да. Кој ќе ми каже, ние не знаевме поточно за кого готвиш. Ама кога ќе видиш дека тогаш доаѓа екзекутив шефот да те контролира, дека доаѓа уште некој да види што е, си претпоставуваш за кого е таа храна. И тогаш знаеш дека готвиш за некој што некош она што го кажав, мислиш дека никош не можеш да допреш до таму. Да. И можеш да има некоја позитивен адреналин. Дали успеа во ти себе. нешто македонско да им направиш? Да. Да, во тој ресторан, во Мишелинскиот ресторан, се служи сарма од лозов лист, има летната манџа наша и има лиџанот. И стигнало тоа до кралот? Да. Да. И екзекутив шефот еднаш баш ми спомна дека сармата ја обожава. Од лозов лист. Срамото од Игор Каспер. Сармата од лозов лист. Да, од Игор Каспер. Што е направил Игор Каспер? Стигнало до кралот. Така. А што обично англичаните сакат? Дај малце поише за таа англиска кујна, за... Лондон е многу брз град, што они сакаат да јадат поише брза храна, а сакаат нивната храна да биде како што побрзо направена. Ама кога сакаат да уживаат, они тогаш не прашуваат за време. Си доаѓа, си порачува и си чека. А дома како готват? Дома готват повеќе, како ти кажам, немаат они прженици многу. Добро. Они со секој јадење имаат сос. Они прво го спремаат сосот, па после спремаат главното јадење. Или ако спремаат нешто друго, прво сосот. Битно е сосот да им се погоди, зашто во самиот сос е целиот вкус на нивната храна. Практикуваат да готват slow cooking, во суви, во тивко готвење и буквално јадат све. Буквално све јадат. Некое јадење специфично. Во недела он имаат Sunday roast, тоа е телешко, што се готви буквално 24 сата. 24 часа. Да, месото. Тоа доаѓа во сос, се прави сос од самата вода, од фондот што ќе го испушти месото. Од тоа се прави сос, се згуснува, се редуцира и имат зеленчук. Зеленчукот кај нив за Sunday roast е
брокула, морков, карфиол и грашак. Во fish and chips користат пире од грашак и грашак. А во сосот што користат? Стават нешто зеленче? Додека се пече месото, има морков, кромит, има компир, Целер, сигурно. целевот, тоа обавезно е. И оно додека се готви, после тоа се пасира целото, па се оди на цедалка и само сосот се користи за сандерос. И тој ми е за неделниот ручек. Доручеците ги практикуваат, кај нив има една агенда што сите тоа го практикуваат, да има добар здрав и обилен доручек, а за во текот на денот ќе видат како имаат време. Сите ја знаеме англиската кујна, нели, дека има доручеците, имаат бифтекот, го имаат Sunday roast, сега во Лондон што повеќето се смеат на тоа, се зафркаваат. Новата англиска храна е уствари индиската храна. Многу е застапена индиската храна и обожаваат индиската храна. Обожаваат зачини. Тоа го приметив кај англичаните, зашто во нивната они имаат зачини, ама тоа се повеќе свежи зачини. А во индиската се користи повеќе суви зачини. И сега, кога се готви англиската храна, свежите зачини, не можеш да ги ставиш, пример, 10-15 свежи зачини да ги ставиш на едно место. Си има процедура како се користат тие зачини. А кога е сув зачин, можеш да измешаш све. А индиците тоа го користат. И тогаш тоа изгледа нешто ново, они што го пробуваат, им е интересно, и затоа ја сакат индиската храна. А индиската храна, пример, за кари за нив. Еден сос е кари, и после спремаш посебно пилешкото, посебно вегетаријанското, и само сосот им го дотураш, или со јагнеш како се спрема. Така. Таму повеќе се јаде свинско, телешко, пилешко? Све се. Све се јаде. Нема нешто што преферират. Да. Кажи ми, дали можеш да се сетиш од твоето детство некое омилено јадење, нешто што ти останало, што и денес ти го... Да, имам омилено јадење од детство, тоа е летната манџа, што ти кажав, са бајле доручкував тоа. Летната манџа, а случка од детството можам да кажам на мои 4 години, мајка ми и татко ми, значи на мои 4 години, они беа на работа, ја и брат ми бевме сами дома. И буквално од тогаш можем да кажем и дека сум со готварството. 4 години? Од 4 години, да. Тогаш бев и добро искаран. И што направи ти на твои 4 години? Направив едно нешто најобично. Земав јајца, земав кобасици, ги испржив, не беше заборавен шпорето, затоа и бев добро искаран, да не речем и истепан од татко ми, зашто сум го фаќал шпоретот. Ако ти се јаде, отвори фрижидерот, земи што сакаш, само нема да чепкаш шпорет. Тогаш се направив омлет, буквално. Се не е омлетот како што го знаеме, како дете од 4 години измешал све, стел во тава и сум испржил. Тоа било. Добро беше што беше вкусно. Затоа имав добра критика од татко ми и од мајка ми. Да, убаво е вкусно, ама немој до шпоредовиш. Значи ти стана готваш на твои 4 години и од тогаш готвиш? Од тогаш, да. Браво. Сега го спомна Жан Митров. Ајде малце за твоето време во таа клиника. Така, во клиниката Жан Митров влегов ја 2016 година, како готвач, од кој после пола година станав шеф, пола година, 7 месеци, така нешто мислам дека беше, станав шеф, екзекутив шеф, и бев одговорен буквално за све. За влез на робата, за храната, за излез на храна, за пациенти. Дали таа кујна само за луѓето што се болни таму или? Не, во таа кујна се може да дојде секој што сака да јаде. Како ресторан? Како ресторан, да. Има мени што има готвени јадења, изложени, сега да се земе тука. И ако се брза, а има и алакарт мени што може да се порача, да се причека и да руча да доручуваш. Тоа се сигурно некои здрави јадења, така? Се практикува, да. Таму се готви свежо, нема замрзнато. Додека бев јас барем, немаше ништо замрзнато. Таму не сум веќе 3 години.
од кога заминав за Англија. Така. Не сум. И се практикуваше да биде свежо, да не е замрзнато. Буквално секој ден доаѓа намирници, тогаш и се спремаше денеска за денеска. Како да готвиме здраво, ама и да биде вкусно? Пошто нутриционистите кажуваат, нели, стави ова, не користи тоа. Така, така. Како да го направиме тој баланс? Тој баланс тука во Македонија е многу лесно, мислам, да се направи, зашто ние имаме многу добро земјоделие, многу добри намирници, сезонски намирници. Треба само да практикуваме да не ставаме, да не мешаме намирници што имаат исти состојки. Пример, ако користиме патлиџан, он има и шеќери во него, да не користиме друга состојка што има шеќери. Можеме патлиџанот да го измешаме со пиперка, можеме да го измешаме со целер, можеме да си направиме пример супа од пашканат, да го свариме и да не ги мешаме многу на намирниците само. Така. Ако работиме нешто, правиме со би рекол јас прости намирници и не многу. Со 3-4 намирници може да се направи храна. А што мислиш ти колку треба да бидат вклучени готвачите во тие, како да кажам, нутриционистички диети што ги прават? Затоа што обично луѓето одат на нутрициониста, тоа е тренди, као дајте ми диета, дајте ми, и он им дават некои рецепти, нешто. Така. Во Жан Митрев имаше нутриционист, и ќе поздравам Марина од Прилеп. Она беше за секоја една диета, за секоја едно што требаше да се направи, ја, ако правев нова рецепта, бев во соработка со незе, буквално за све седнувавме на маса и правевме како може да се готви, до кој степен да се готви, зашто секоја намирница, како свежа има едни состојки, кои ќе се испржи или испече, има други. И тоа сакам ќе те прашам, колку техниките влијаат на губењето на квалитетот на... Но многу влијаат и затоа се договаравме кој како ќе биде. Секоја рецепта што се правеше со грамажа, со време на готвење и како треба да изгледа на крај. И колку време може да стои тоа. Така. Тоа беше се. И препорачувам на сите нутриционисти или сите готвачи да може да комуницираат помеѓу себе. За да може да биде нешто како перфектно направено. Така. А сега ќе те прашам за таа позната Жан Митрев диета. Постои ли Жан Митрев диета? Дали постои? Имавме една, ја мислам дека не постои таа Жан Митрев диета. Имаше една акција, доека работев ја кај Жан Митрев, што имаше луѓе што доаѓа да слабеат, ама тоа беше значи, доаѓа тука, ќе направеа преглед што треба и според нивните според тој преглед со нутриционизма со Марина заедно ќе седнеме и ќе направиме што може да јаде. Мислам дека се прави за конкретен човек. Да. Што треба да јаде? Така, ама тоа е само за тој човек, не е само тоа е диета за секој. Зашто секој тело не е исто. На секој нешто му фали внатре за исхраната. Не може да сега мене ако ми фалат шеќери, ти може имаш повеќе шеќер. Така. Ако ја имам протеини, ти може немаш протеини. И тој баланс мора да се направи така. Да биде она класична Жан Митрев диета, мислам дека тоа не постои. Нема ни логика. Да. Да биде општа диета за сите. Тоа може некој да си вади само, да може тоа да се чита, да се продаде. Така. Кажи ми, како ти успеваш да ги избалансираш вкусовите кога правиш благо, соледно, горко? Тоа. За да добиеш некој производ нов, некој тањер или некоја храна, треба многу да вежбаш. Многу треба да вежбаш, треба повеќе пати да спремиш една храна и да видиш дали си го погодил тоа што е. Мене ми се има случајно да го направам и да ми биде многу убаво. Следен пат сакам да го направам. Тоа обично го правам дома. Дома можеш да експериментираш све. И следен пат кога ќе го направам кога почнам да го правам, да го пробат други луѓе,
за дома пак, пред да почнам да го покажувам тоа јадење, ќе го направам нешто ќе смена и ми излегува многу подобро. Или по-полошо. Или па полошо. Ама тоа ти кажам, треба да се вежба и Што сам кога правиш ти е многу добро, ама кога ќе треба пред гости, на почетокот да, ми беше како ќе кажа, што ќе кажат, све, ама мало лоши критики. имало и лоши и добри секогаш. Со секогаш го има. Секогаш го има. И кога сум бил на надпревар, не сум бил нешто многу со лоши критики. Ми се случи во Будва, отидов на надпревар, да земав 2 злата таму, и една диплома. А диплома е како 4-то место, да се каже. Значи, Така. не си прво, не си второ, не си ни трето, диплома за учество. Мислики дека тоа е окей, не било окей. Дипломата не е окей. Не, окей, све окей. Све е окей, нема дека не е окей. Учеството и самото тоа, знам кај сум сгрешил. После со тоа истото сум бил и на друго место и поминало како што треба. Јас сум го правил како што требало да биде. Дали од дека таму во Будва се готвеше на отворено, дали од возбуда, дали не знам, нешто сум погрешил. Така. Што е тоа дома што ти го готвиш најчесто? Најчесто сакам дома да готвам во суви. Добро. Во суви, зашто ми е посочна ми е храната. Јас сакам посочна, а тука е па проблем кај сопругата, она сака па посува храна. Не ќе многу сочна храна. За незе, ако пример, ако печам стек, треба да биде црн. Црн. Тогаш е за незе окей. Јас сакам по непечено, и затоа практикувам во суви и после само малце Што во ревно. ставаш најчесто? Од зачини? Не, што у суви ставаш, што месо ставаш, што Буквално све, ама повеќето е пирешка. пилешко во суви. Да. Колку го правиш? Колку Од време? време. Колку време? Да, околу 1 час на 53 степена го правам, после го довршувам до 75 во релна. Уште колку време? Па зависност од релна, ако ми е ако ми е добро загреана и да ја ставам сигурно што на пола сат. Нема да го исуши. Па не, нема да го слуши, зашто пак е у фолија. Аха, во фолија после го Да. ставаш. Последните 5 минути го вадам само да фати боја. И тоа е тоа што жена ти не го сака. Па да. Па добро е да. Тогаш за А она ти готви ли? готви. И што ти сготвува? Па повеќето традиционалните, знае мусака да направи, знае ориз, нешто, летна манџона, он направи. Значи, Да. одлично. Ти ми спомна кога правевме, кога имавме разговор, некоја риба со банана, со Да. може тоа ли да го објасниш што? Да, бев на надпревар, тоа мислам дека ми беше вториот надпревар. И не знаев што да спремам. Сакав нешто необично да биде. И земав пастрамка, ја и чистив од коски. Не ја отворив незе скорос, остана главата. И првично така ми беше замислата, да бидат 2 филети од пастрамката, измеѓу да ставам бананата и да ја печам. Не излезе така на крај, затоа што едната филета ми се скина, тоа беше на самиот надпревар, и морав да ги користам 2 филети без... Замислата ми беше да стои главата, да стои средната коска и 2 филети да дојдат и со бананата измеѓу. Не излезе така тоа, мора да трнам главата и коската, затоа што уште ја тоа на почеток на надпревари како што одев и не знаев дека коска не треба да има во тањерот. Еден од судиите ми нагласи дека не треба да има коска, додека спремав, зашто ме праша како ти е замислата, додека му објаснав на него како ми е замислата, тогаш едната филета ми се одвои. И ми рече, добро што ти се одвои, трни ја коската и остаги 2 парчиња, такви какви што се сега, само да ги доврши. Ги довршив и испадна добро, значи ја отворив филетата од рибата, ставив дел, колку што е филетата банана, ставив и ја ролував, ставив чечкалици за да не ми се отвори, зашто ќе ставам да се пече, врзав со чајс, со тревка една, и така ја печев.
во Релна, ја печев на 20 минути на 90 степени, на загреана Релна. Да загреат. Да, за да не изгори многу, а да ја испече внатрешно. На рибата не и треба многу, да е тенка. И направив еден сос од конјак со лук и тоа на оги малце го редуцирав да се згусна и само ја прелив. А подлога имав пире од целер. Пире од целер? Да. Додека се пече или само на тањер? На тањер. Така, Пире од додека целер. се пече ставаше нешто или ништо? Ставив маслинов зетин и портокал одозгора. Да. На самото печење. Значи, колку рече 20 минути на На 90 90 степени, На 90 степени 20 минути. Да. една риба, една банана, луѓе може да си пробате вие па да Слободно. видиме. Или нека ме побарат на Facebook, ако не им е Може да јасно, го не е побарате проблем. Каспер и ќе ви каже банана како се Не пресади. крием рецепти, значи, кој да ме исконтактирал било пренесено, сум кажал. Кога ти било најтешко како готвиш? Најтешко. Па имало периоди кога ми било Си сакал да се најтешко. откажеш? Не. Не. Сум го сакал тоа да го работам. Сум сакал тоа да го работам, не сум се откажал. И имало периоди кога ми било тешко. Имало сега поточно да одвојам некој, баш се мислам некој дел од тоа, ама имало тешки. Не е лесно во кујна. Имало периоди повеќе околу празници. Зашто луѓе, ученици што доаѓале на пракса и ученици што сум ги подучувал, прво што сум им кажувам дека ако ја сакаш ти оваа професија да работиш, треба да знаеш 2-3 работи што во животот секош ќе ти биде тешко. Тешкото е што за сите празници ти работиш, сите кога се весела ти работиш, ти си тој што треба да им помогнеш за они да имат добра веселба. Со тоа што ти си одвоен од дома, може лошо ќе звучи, немаш фамилија. Имаш фамилија, ама ти си одвоен. Многу е битно фамилијата да биде со тебе, да имаш поддршка од фамилија и со тоа што ти имаш тогаш само пријатели, повеќето имаат пријатели од кругот на твојата бранша. Зашто ти си внатре во кујна, не си многу со народот. Ако почнеш да како млад готвач, да одиш и да се едуцираш и да се покажуваш, тоаш ќе имаш и други пријатели. Иначе ти остануваат пријателите од кујната, ти остануваат пријателите што ти биле од детството и тоа е тоа. Така. Ајде да им дадеме на готвачите дома што се некој совет од тебе. Тоа сакав баш да ти кажам, прес како ме спомна за случките, викам ај ќе оставиме за малце попосле. Совет на нашите домаќини или домаќинки, ја би им рекол да можат, имаме ние емисии, наши готвачи што снимаат, што прават, да ги повеќе да ги праќа, да ги следат нив. Многу е лесно ти да го следиш Джейми Оливер, да го следиш и Гордон Ремзи. Тоа што ти нив ги гледа, они ги користат други намирници. Он ти кажува ја користам брашно, ама не ти кажува кој тип на брашно. Користам целер. Кај нас тука повеќе застапен белиот целер. Во Англија има зелен, има бел и сега за домакините во Македонија, ако ќе му кажеш целер, он иде купува целер нели белиот топката. Да. Не ги купува дршките, мисли дека дршката не се јаде. Па и тешко се наоѓа, не знам колку. И тешко се наоѓа, така. Тоа што се користи пример во Англија и ќе се користи тука, ќе почне и тука да доаѓа, да го има. Само треба време. Тоа што ти кажав, значи домаќинките или домаќините треба повеќе да ги следат нашите готвачи, да комуницираат со нив. Јас сум сигурен дека нашите готвачи никој нема да не одговори на прашање и дека секој ќе му е задоволство да помогне на некој, да му објасни за рецепта и за све. Така. Некоја техника да објасниме? Да речем што би користел ти за домашно готвење? За домашно готвење, да. Така. Подкастов е и повеќе за луѓето што готват за дома, за да така. ги научиме, да така. речем кога би земал не знам, од месава кај нас плешка, што би им препорачал ти? Што би им препорачувам за
дека многу е полесно во професионална кујна, тоа сите го знаеме, така, за дома. Пак, она ќе ти кажам, да не се брзаат. Плешката е полно месо. Не е вешалица па да биде тенко и да биде брзо. Ако сака да спрема плешка, пример за ручек, тоа да го спреми еден ден претходно со припрема за месото правиме, може, не за гарнирет, Маринада нека? и да го маринира и да го спреми, да го маринира, да го зачини, да го нели да го спреми он како што сака све да биде. Дента кога ќе треба да го спрема сигурно 4-5 сата порано. Да не биде имам пола сат за ручекот, па тогаш нема да го спреми сигурно. Нека го спреми, нека го стави во фолија, нека му стави вода, зачини или компир нели доле за да Ова значи да го стави во релна на 140, на 150, не мора 200-220, тогаш ќе изгори. На пониска температура да не биде сега. И 120, нека биде 140, 150, 4-5 сата и на крај само ќе го провери дали е степенот на печено внатре он како што сака и тогаш може да го доврши дали во релна на појака температура или на шпоред на тавче само да му фати боја од надвор и да го сервира. Ова значи дека подготовката е многу битна. Да. Подготовката е многу битна за буквално за све. Во професионалните кујни, ако немаш подготовка, ти не можеш да работиш. И затоа тука имаме шеф да парти, имаме сушеф, имаме деми шеф, што се луѓето што ја прават таа подготовка. За колку можеме ние тоа дома да го правиме? Дома спремаме една, две, три, пет порции, не спремаме како за во ресторан по 20, 30 или 50 порции. Може да се спреми. Па да, ама да го земеме предвид, нели, брзо време и само да си се организира. Имам пример, другар што сака да готви, ама никој не сака после него да чисти. Никој не сака, затоа што кај него тогаш кујната дома е во тотален хаос. Треба 2 дена да чисти. Сопруга него вика, Васе се вика, тој ќе го поздравам и него. Васе, немој да ми готвиш, затоа што не можам после да тебе да чистам. Тоа, а и како што кажа, значи слободно може секој да ме побара, да што го интересира да му кажам. Можат и нашите колеги, сигурен сум дека и Марк, и Никола, и Дени, и Владко, Виктор што е на брод, и Маре, и да ги поздравиме сите. сите Гледам мајцава Гастромак. Што е се со Гастромак? Да, Гастромак. Гастромак е асоциација на готвачи на Македонија. Она е како да ти кажам, не едно, туку најдобра асоциација, каде што беше склоп, се собира сите готвачи. Имавме надпревари на светско ниво, на европско ниво, до 2019. Тоа е асоцијата на професионални готвачи. На професионални готвачи, така. Да поздравиме Андријана Лачки, председателот на Гастромак, Бесим Латифи од Нью Албис од Гостивар како подпредседател, Липчо Гиевски како подпредседател, шефот на Александар Палас, што можам да кажам слободно дека Липчо Гиевски ми е еден од моите фаворити, еден од човекот што сум сакал да бидам како него, што сум... Тој ти омилен готвач, те? Да. И сега, не омилен, како можам да кажам, како татко во гастрономијата. За мене, зашто мислам дека човекот го заслужил тоа во Македонија, дека тоа он што работил и што го придонел за гастрономијата во Македонија е дека врвот. За Македонија. Так. За Македонија. Сега има, пак и спомнам Гордон Ремзи и тие се светски други готвачи, ама за Македонија ми е... А од кога рече построи Гастромак? Од 2016. 2016. Да. Што правите ви од Гастромак? Сакавме да биде асоциација каде што ќе видат сите готвачи, каде што ќе се дружат готвачи, каде што ќе имаме дружба на готвачите и самите ние да си помагаме со работа, и со рецепти, и со дружбата да биде. Готварската дружба. Значи имаме се една асоциација Гастромак на професионални и се ние ќе направиме на гастроклуб на
професионални домашни готвачи и може да направиме некој надпревар на Може да се направи слободно, не е тоа професионалните проблем. готвачи. Имаше еден период во Гастромак пред ковидот, значи кај што се размислуваше да се поделат професионални и аматери. Таму може да биде буквално секој, само треба да се изјасни дали ќе биде аматер или професионален. Сега за професионален треба да докаже дека он е професионален готвач. За аматер, за симпатизер може да биде буквално секој. Така. Да се направи дружба, што кажат и нели надпревар, може, не е проблем. Па да, во иднина јас се надевам дека ќе направиме некое дружење на Зашто да не? аматерите со професионалците, да научиме нешто од вас, да раскажете нешто за тој овој подкаст. Така. Може и вие ќе научите нешто од нас, не се знае. Имало случаи, ќе кажам за мене, имало случаи што ја пример сум научил нешто од мој ученик. Сум научил, пример, ќе го спомнам, он работи на брод сега, Стефан, мене ми се допадна како он чисти риба. Пробав, ми беше малце чудно на почетокот, он не го знае ова, сега ќе го слушне. Ми беше чудно мене на почетокот како е чистеше рибата, зашто ја чистев контра од тоа он што чистел. И да ја филетираш. Пробав, некако ми беше интересно и сега и ја така филетирам. Супер. Убаво е чувството сега и он да слушне дека нешто ти си научил од него. А кажи ми, дали може да ни кажеш некое јадење кое што можеме да го објасниме, некој рецепт што тебе ти е омилен? Омилен во Дома што го готвиш и што можеме да им го раскажеме на луѓето да можат они да го направат, освен рибава што кажа со... Така, омилен. Имам еден што го спремам повеќе пати кога имам гости. Добро. И го спремам затоа што не ми одзема многу време, се спрема подолго време, а не ми одзема подолго време за да можам да завршам други работи. Така. Пример, зимам едно каре, Добро. или ако се земе ребро, Добро. без коски, само го отварам повеќе, да биде на потенко, ќе го премачкам со сенф, му ставам сланина и ќе го ролувам. Истото тоа го ставам во релна, едно 2 сати, на 160, само во фолијата. Ставам прем хартија за печење па фолијата, зашто само на фолија ќе ми залепи. Додека се спрема тоа 2 сати, варам компир и правам пире, ама го правам малку потечно пирето. Потечно, затоа што после, кој ќе биде при крај месото, го ставам во пирето потечно и го ставам во релна да се допече. Самото пире... Млеко у пирето, нешто путер ставаш или не? Путер, сол, бибер и млеко. Тоа. Значи класично пире. Класично пире, да. За дома. Малку е потечно, го ставам нели во тавчето, месото го ставам, во течноста што ќе истече од месото, го мешам пирето и тогаш го ставам месото, враќам назад да се допече. Тогаш е без фолија. Што колку? Па сигурно што на половина сат. На 180. На 180, Да. на појаката. На појака температура, за пирето да почне да врие, да извади таа вода, да згусне, а месото да добие сочност. Месото да го добие тоа што ќе биде од пирето што ќе извири. И колку пива ќе вара ова? Па зависно колку му се пие. Ако е пожешко ќе оди повеќе, ако не е толку жешко, Не е за ракија, поише за пиво. може и шприцер да оди со тоа. Шприцер. Да, ладен, убав тако. Колку користиш ти вино во правење на сосови? Правиш редукција на вино? Да. Буквално во сите сосови што ги користам, не баш во сите, ама во 80% да. Користам и црвено и бело. Какво е тоа вино? Скупо, ефтино? Па некоја средна класа. Ако земам, сум приметил разлика. Ако земам некој поевтино, па ми доаѓа покиселкаст вкусот, ако земам некој Сега не сум користел најскапи вина за сосови, ама некоја средна класа и било малце поблаго. Тогаш само редуцирам, ставам некои зачини, тоа. Сега би те прашал за, гледам на раката таму имаш Овдека?
Гинисов рекорд. Да, Зашто светски е тоа? Гинисов рекорд. Бев учесник во Врба, Србија, на Гинисов рекорд за палачинки. Од Македонија бевме тројца, и ја како ментор и двајца мои помошници, ученици, и поздрав Антонио Крстевски и Душан Боболински. Они како млади тогаш, мислам дека уште нема 18 години. Бевме поканети, Гастромак беше поканет во Врбас од шефот Љубица Комлетич, која организираше светски рекорд на Гинис за палачинки. И учествувавме таму, каде што учествува 30 готвачи од Србија и ние тројца мили од Македонија и направивме 15.584 палачинки. Колку? 15.584 палачинки. Колку? Тоа беа палачинки што ги одобри комисијата од Гинис, дека се палачинки што треба за Гинис. А мислам дека беа направени негде околу 16.500, буквално сите палачинки што беа, само што признаени беа 15.584 палачинки. Зашто другите не ги признаа? Па, може не била формата, може била подебела, потенка, тие беа трнати на страна, што не беа признаени. Колку ги правите, тројца? Не, 30 готвачи од Србија и ние тројца од Македонија. 33. 33 на 30 тавчиња. Колку му доаѓа по човек? Не сум израчунал, да ти кажам. Не сум израчунал, се правеше 8 часа, затоа што 2 години, мислам, претходно беше направено негде околу 14.000 во Сараево, исто на 30 тавчиња. Предходно, 10 години предходно, тоа беше 2019, мислам дека 2008 во Русија, во Москва е направено Гинисов рекорд околу 8.000 или 9.000 палачинки. Најнаш правевте смеса? Од една смеса сите или Одеднаш континуирано правевте? Одеднаш е смесата правена. Ај се кажи добра смеса за палачинки. Да не се лепи, да Добра смеса. За домашни услови. се за дома. Све за дома, така. Би ми рекол да не стават сол и шеќер само. Како да не се? Затоа што шеќерот знае да залепи, ако не е добро стопен, и тогаш може да залепи на тавчето. Сега имаме нели тефлонски тавчиња, што тоа не е проблем, ама може да смени бојата на палачинка. И што да става? Пример, едно јајце, 200 грама вода, 200 грама млеко да се стави 100 грама вода, да се стави брашно да се згусне, никош не сум мерал колку грама брашно може да се стави, тоа да се измеша и да се пече палачинка. Без сол. Без сол и без шеќер. За да може да ја користи буквално за све. Ако направи блага, оно може да се стави све, и ако е блага палачинката, ама знаеш, народот кај нас е блага палачинка, се солена ќе става. Не практикува така. Така. И многу ми е сега да мешаме вкусови. Треба да се меша вкусови. Нека не се плашат, нека мешат. Не може да утнат. Све се јаде. Нека експериментира. Нека експериментира дома све. Да не биде она класичното вака го правила баба ми и така. Да, треба да се поштува тоа што го правила баба ми или традиционалното наше. Ама тоа традиционалното наше треба да се приложи. Треба да се осмелиме традиционалната храна малце да направиме на Треба да се чуваме нашата традиционална храна. Треба да смениме, да пробаме лично за нас или за наши пријатели традиционалното да направиме малце на помодерно. Што од традиционалната кујна, да речем некој традиционално јадење, си го направил на модерен начин? Има ли такво? Има едно јадење, тоа сум го научил од баба ми, тоа кога сум гостувал и на телевизија, го имам правено, тоа е струмичко јадење, се вика бобарник, тоа е графи ориз. Добро. Месо или тоа иде и со месо и со риба, независност, не е пожелно да се стави во готвењето на бобарникот месо, може посебно па да се комбинира. Не е нешто тешко да се направи, како што правиме, секој петок граф правиме и не останува гравот за во сабота. Тој граф што ќе не остане за во сабота, спремаш ориз. Оризот го спремаш како на традиционален начин, како што се спрема секогаш
или ако правиме со Во батаци тава. пример, во тава. Се, наместо водата, што треба да ја ставиме, го ставаш гравот. Гравот е више сварен Аха. и го ставаш гравот. Мешаш и печеш. И тоа е тоа. Значи ти правиш грав во петок, Да. но како што си го правиш гравот, Така. збориме за не во тавче, Традиционално, да, она манџа грав. манче. И после тоа у сабота го правиш орезот и тоа што ќе ти остане само го сипуваш место вода. Да. Количински исто, 3:1. Да, 3:1. 3:1. Ако немаш доволно грав, ќе доториш водичка. Интересно, интересно. Пробај, чекам да ми кажеш. Ќе пробам обвезно, не знам дома колку Зашто знам дека го цвиш дома? Да, не знам колку ќе сакаат моите да пробат, Е, али тоа сакам да ти кажам, значи ќе пробаш нешто да правиш, сега ја ќе ти јадам од бучкуриšte да Го дома. имат ли тоа сите готвачи дома као проблем? Да. 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 Ќе направиш нешто сега од твоите бучкуриšte ја јадам. И после да не знаеш што е, кога ќе ти дојдат гости, не кажи што спремаш, извади го намаси ќе проби, после ќе рече, ова добро било? Добро било, ама тоа е она не ќе ме сакаме да смениме, а уствари не ќе ме да смениме. Да, сакаме нешто традиционално, ама Да, а имаме многу добра традиционална кујна кај нас, што ја знаат сегде буквално. Само што треба да се промовира. И пак оно ќе кажам, нашите домаќини, домаќинки, нека ги пратат нашите готвачи. така, така. Нашите готвачи. Ќе го пробам гравот обавезно, сакам да ја пробам и рибата со банана, ама тоа сам кој ќе бидам, за да не ми треснат некој тенџере од глава дома. И ќе го Или кога ќе дојдат гости. Тогаш не може да ти треснат. Тоаш сите ќе ме испујат, ама нема везе. Нема да ти избијат. Пака сам најубаво на рад ќе си го Так. направам и баш ќе ти пишам, ќе ти снимам да ти кажам. Имаме и друго јадење што ни е наше заборавено, кромидарникот. Тоа се патлиџени и кромит. Добро. Ама поголема количина на кромит, Добро. ја запржуваш и ја ставаш да динста. Добро. Ставаш капакот, малку водичка и она се динста, да омекне целото. Добро. На крајот, кога ќе омекне она, пред да биде убаво сварено, тогаш му додаваш пире од домати Во водата? во кромидот. Во кромидот додаваш, мешаш, зачинуваш по желба, сол, бибер. Ја користам сол, бибер, куркума, мајчина душичка, розмарин и друго што може да се и ким. Тие се зачини што највише ги користам. Нешто лимун, оцече, Не, не ставаш? не става. Не става. За кромидарникот, нели, почна да кажувам, за него сол, бибер, може да ставиш малце шеќер поради патлиџанот, поради доматното пире, го ставаш во тавче, го подпекуваш, да се згусне и тоа е тоа. Пола кило раке и одмараш. Сирење И сирење. и одиш, јадеш, уживаш. Одлично. Ти благодарам што беше гостин во Гастроклуб. Ќе те очекувам пак со некој лет да дојдеш од Англија и Пак од лева страна, не од десна страна. Да, секој ќе одиш строго десно, али на враќање ќе дојдеш од лева страна. Така. И да објасниш Мило ми уште беше, нешто. мило ми е што има нели подкастов твој и треба да има повеќе емисии околу готвењето. Не имаме емисија, ама да имаме повеќе зборење за гастрономијата кај нас. И за домашно, и за професионално. Повеќето мислам дека е подобро да биде за домашното. Сите сакаат дома да готват. Па нека пробат. Одлично. Ти благодарам. Мило ми беше и се гледаме здравје следен пат. Се гледаме.